Будење со Јулија. Најдраги мои, еве вие ја видовте најавната шпица и веќе знаете дека е време за нашето заедничко будење, секако за вашата омилена емисија, драги мои. И што да ви кажам, овој прекрасен сончев ден навистина ме разбуди едно убаво утро, заради тоа што и така некако оваа недела сум баш имам навигација која што е многу вака позитивна и многу убава енергија, затоа што ми доаѓаат толку прекрасни луѓе, толку прекрасни идеи, драги мои, и јас не можам да не ги споделам со вас. И верувајте, и ова наше денешно издание ќе протече со прекрасни гости за оваа прилика. Вашиот воодител и мотиватор се одлучи со една убава женска енергија, која што верувам дека сите ќе не поттикне, ќе не раздвижи, едноставно заради тоа што некако со затоплувањето мислам дека жената некако се буди, се затоплува, некако циркулира поинаку, или барем јас така се чувствувам. И секако дека се потрудив да имаме навистина гости кои што ќе не разбудат, ќе ни покажат колку жената е вредна, колку сме си вредни самите на себе, колку треба да се вреднуваме, да се радуваме на животот, да го славиме секој ден. Едноставно да прифатиме некои работи и да ги гледаме од позитивната страна, драги мои, заради тоа што мора да знаеме дека едноставно животот колку и да е предизвикувачки, можеби понекогаш разочарувачки, сепак постојат решенија, а тоа се случува, решенијата доаѓаат кога всушност ние едноставно ќе сакаме да го најдеме одговорот, а не да бараме проблем во проблемот. Ете така, драги мои, сега ова нека биде еден мал увод за она што ќе следи денеска, бидејќи ќе имаме и подароци за вас, затоа ви предлагам да останете до крајот на денешното издание. А исто така морам да ви кажам дека јас постојано добивам овој период прекрасни подароци и тоа некако ми ја покачува мојата вибрација, мојата убава енергија. Морам да ви кажам дека овој прекрасен модел кој што го носам денеска е благодарение на бутикот Тамаж. Нив можете да ги најдете, значи на Facebook, на Instagram, бидејќи тие работат онлайн, но работат со прекрасна гардероба, која што сега во овие летни месеци на вистина ќе ви го разубави денот, ќе се чувствувате пријатно, бидејќи овој модел што го носам на мене е од чист памук. И затоа ви препорачувам и вие да си ги најдете на Facebook, на Instagram, ЖД Тамаж, и едноставно да си нарачате модел по ваш мерак, како што се вели. Сега, драги мои, уште нешто имам да споделам со вас. Минатата емисија, така неколку емисии за ред ми се чини, ви представив една фантастична група од Канада, едни млади момци и девојки кои што изработуваат прекрасна музика, прават прекрасна музика, го сакат многу македонскиот јазик. И овие денови јас добив исто така едно изненадување за нив, бидејќи инспирирани од мојата емисија и од она што ете го кажав за нив во овие емисии, тие ми направиле нова песна, направиле една песна која што е супер за музичка подлога за мојата емисија, за нашата всушност заедничка емисија Будење со Јулија, така се вика и песната. Премногу сум им благодарна заради тоа што, јас нити сум го барала тоа, но едноставно тие чувствувале потреба да направат нешто такво, бидејќи редовно ја следат емисијата од првиот ден откако се запознавме и од кога ги пуштив тие нивни прекрасни спотчиња и песни. Па, драги мои, јас ви предлагам сега за почеток, како и вообичаено, наместо од моја музика, да ја слушнете таа прекрасна песна која што е намената за мојата шпица и во изработка на нивно едно така скромно спотче, но многу интересно, како и да е. Одиме со група Мистерија и нивната песна посветена на нашето заедничко будење, Будење со Јулија. Будење со Јулија. Будење со Јулија. Будење со Јулија.
денот се буди, среда е нова, Јулија збори, цела земја гледа. Секој со приказна, секој со глас. Добро утро, Македонија. Будење со Јулија. Добро утро, Македонија. Будење со Јулија. Во домот среќа носи. Без филтри, без страв, збор по збор, во студио влегува нова боја и збор. Прашај, одговори, се дознава. Будење со Јулија, душа се отвора. Будење со Јулија. Добро утро, Македонија. Будење со Јулија. Во домот среќа носи. Секој екран носи нова вистина, Јулија прашува, нема мистерија. Со народот будна, со срце отворено, секоја среда, будење со Јулија. Будење со Јулија. Добро утро, Македонија. Будење со Јулија. Секоја среда, во домот среќа носи. Будење со Јулија. Будење со Јулија. Будење со Јулија. Ете, драги мои, веќе мојата прва гостинка е наместена на својата позиција и навистина го проследивме овој спот, ова, да кажам, визуализација на песната, која што пред се таа е многу битна за тоа што има многу убава порака и навистина им благодарам на овие прекрасни македонски сонца кои што светат дури од Канада и прават вака убава музика, навистина за душа ми ја наполнеа душата. Ви благодарам, група Мистерија, навистина ви благодарам од срце. Ете, толку за тоа, а сега морам да ви кажам, драги мои, дека оваа гостинка навистина за мене е многу посебна. Една прекрасна жена, една прекрасна дама, која што исто така живее надвор од Македонија со години, ке дознаете колку долго веќе живее во Австралија. И една жена која што плени со својата појава, со својата енергија, со својата разиграност, со својата компетентност за она што го прави, бидејќи морам да ви кажам дека е баш онака жена што мене многу ми одговара, затоа што е еден прекрасен и професионален женски тренер во областа на ЕФТ техниката, која што секако јас на неколку пати ви ја имам представено во нашето заедничко будење, но работата со нејзе навистина представува посебно задоволство. Но освен тоа, таа е навистина остручена, сертифицирана за многу други работи. Јас да не кажувам се во текот на емисијата, најдобро да ја прашам нејзе и ке да дознаеме од нејзе, а сега и велам добре дојде на Целина Тонкин. Целина, добро ми дојде. Добро ве најдов и благодарам што ме поканивте на ова прекрасна емисија. И да им речам и на групата Мистерија, прекрасни се, гласот на женската пејачка ви е прекрасен. И на машките. И на машките, да, извинете, и на машките. Така. И таков убав поклон за вас, за вашата енергија, да прослават вашата енергија. Тоа е прекрасно.
Благодарам, Целина, навистина. Ево овие денови кога јас и ти другарувавме, имавме можности да ги слушнеме тие прекрасни звуци и навистина се радувавме заедно додека И пеевме заедно. И пеевме заедно. Да. Ништо многу ки им значи. Да. Бидејќи се памтат песните од прва, нели така? Точно. Целина, морам да кажам дека во твоите видеа и оно што го видов овие денови додека другарувавме, таа твоја разиграна енергија, таа тој младашка внатрешен некој, како да кажам, пламен во тебе, кој што навистина те прави она што си, па види денеска си облечена така. Да. Ништо не е случајно. Така. Точно. Така. Но, добро, морам да кажам дека навистина воодушевува она што се бавиш со години. Првин би сакала, освен она за што ќе зборуваме, нели, денеска ќе зборуваме за повеќе работи, бидејќи има што да се зборува. Јас би сакала, еве гледачите, бидејќи си прв пат гостинка во мојата емисија, сори што не те персирам, но те молам и ти не ме персирај, да се обраќаме на ти. Може? Најубаво, благодарам. Ете така. И мене ми одговара. Да. Да ја упростиме работата. Да. Затоа што има што да се зборува за тебе, но би сакала гледачите некако да ја запознаат Целина, бидејќи верувам дека од сега па понатаму многу почесто ќе бидеш во Македонија. Па да ти кажам вака, јас всушност доаѓам во Македонија многу често. Така. И пред ковид, и после ковид, како што знаете, јас живеам во Мелбурн сега, и Мелбурн беше најзатворениот град во ковид. Не можевме од куќата да излеземе, не од земјата да излеземе, ама штом се отворија границите, ова ми е трета година после ковид што доаѓам. И се разбира, многу си ја сакам земјата, многу го сакам јазикот, иако знам дека некои зборови ги имам заборавено. И ако направам некоја грешка, извинете ме. Но... Не ги имаш заборавено, може би малку поинаков е изговорот, но апсолутно и не правиш грешки. Баш некако е многу симпатично кога те слушаме вака да зборуваш. Благодарам. Да. И многу си ја сакам семјата, многу сакам јазикот. Всушност, јас сум дојдена овој пат со помалиот син, имам 2 сина, омажена сум за австралијанец, него не му се патува, мене многу ми се патува, и помалиот син и неговата девојка дојдоа со мене, дури ми се плаче, зашто сакаат да им го покажам градот каде што живее 17 години пред да заминам за Австралија. И прекрасно си поминавме. Вчера бевме на Водно, на Кале, во Турска чаршија. Не ми текнува сега каде. Бурек од сабајле до вечер јадеме. Да, нема таму таков бурек. Јас сум била во Австралија, има како нели наши некои што прават, ама не е така. Не може да се спореди со, знаеш, луѓе што го правеле со векови, така не може да се спореди. Тавче гравче. Син ми вчера јадеше ајвар и пинџур и јаде и му кажал на мажот ми, јаде и вика, леле, колку е убав. Значи, уште мислам дека му е во DNA. Во крвта му е. Да. Тие работи, ајвар и тие работи, најубавите македонски јадења. Па и неговата девојка што е австралијанка, и таа уживаше во нашето јадење. Отидовме во Долно Мало, или како се вика, не Долно Мало. Дебр Мало. Таму отидовме, прекрасно. Да. Епа таму има такви вкусови баш македонски, традиционални. Да. Сите кафеанчиња си прават такви убави јадења. Епа баш ми е драго што убаво си го поминуваш овде времето. Инаку, еве да кажеме, кога се одцели од Македонија? Јас живеам, да речеме, цел живот сега во Австралија, во Мелбурн. Се одцелив, живеев во Чаир. Стара чаирчарка сум. Чаирско девојче, значи. Да. Вчера бевме и во Чаир, го покажав и Чаир, некои комши се уште живеат тамо, а се иселив од Македонија во 1979 година. Так. И значи од тогаш си во Австралија? Од тогаш сум во Австралија, да. А некаде на друго место живееш или Мелбурн е постојаното седиште? Мислам, Австралија е голема, секако дека... Да. Огромна Австралија. Ако го видев Сиднеј прв, ќе живее во Сиднеј. Ама прво отидов во Мелбурн, тамо почнав да работам, тамо си купив
куќа и после отидов го видов Сиднеј. Сиднеј е прекрасен, ама Австралија е голема. Ако дојдеш и ако некои од гледачите доаѓаат, треба најмалку 3 месеци за да се види прописно целата. Тоа е огромен континент. Така е, Целина, драга. Би сакала да те прашам, бидејќи ќе зборуваме за она што навистина си неприкосновена во својата работа како терапевт и практичар на ЕФТ техниката, која што е многу интересна, значи или се вели тапкање, нели, по македонски, да им е малку појасно на гледачите, која што е навистина една трансформативна техника и која што навистина што се однесува барем до нашиот емотивен живот, до сите оние трауми кои што ги доживеваме во животот, до сето она немање, имање на животот, нели што го поминуваме, е многу ефикасна во сите всушност сегменти на животот и ти го тоа практикуваш со години. Колку години си работиш како тренер за ЕФТ? За тренер работам во последните 5 години. Многу тешко се станува тренер. Треба да се докажеш дека си стручњак во тоа што го правиш за да те одберат и за да те одобрат да станеш тренер. Зашто ја работам за една од најголемите школи, првите школи во светот, што е во Америка. Така. Но со EFT си имам запознаето, со тапкање, ајде го викаме тапкање, може полесно. И си има запознаето околу 2011 година. Јас тогаш бев NLP тренер и хипнотерапеут. И знаете, јас имам многу отворена сум, значи сакам да гледам, да учам нови работи. Но кога видов прв пат тапкањето, кога видов луѓе вака да тапкат и да зборуваат, и мене ми изгледаше чудно. И што сум толку отворена, значи ако го видат другите што го немат видено порано, малку чудно изгледа на почетокот. Но сакам да им кажам на гледачите дека све е засновано на научна основа. И јас многу го сакам, не само што добивам резултати за мене, за моите клиенти, за моите студенти, тие што добиваат резултати, но исто така има многу големи клинички истражувања на Универзитетот Бонд во Квинсленд во Австралија. И таа што ги прави тие големи истражувања се вика доктор Питер Стейплтон и там е мој ментор и ние имаме напишано книга заедно. Се вика Тапкање за интровертни лица, зашто јас сум интроверт. Така ли, не сум знаела, ама добро да знам, бидејќи не ми изгледаш за интровертна. Па тапка. Кажа, значи, имаш, даде резултати. Да, гледаш. Одлично. Драга Целина, сакам исто така да те прашам, дали пред да почнеш официјално како тренер, затоа што рече дека последните 5 години го работиш тоа, беше исто во тој сегмент во областа на духовноста, како ЛМП тренер, како хипнотерапевт? Да. Дали бев... Дали работеше со тие техники? Да, работев јас со тие техники, но најомилената во последните години, специјално кога научив прописно, се разбира треба да го знаете како да се прави прописно, кога видов какви резултати дава, најомилената и таа што ја употребувам највеќе е тапкањето. Заради тоа што ти знаеш, имаш така, нели, ти имаш, ти знаеш. Кога дава вработилница кај што се сретнавме, тоа беше прекрасно да знам дека ти го знаеш што правев. Тоа работи на многу големи нивоа, на неколку нивоа. Значи работи на кога го тапкаме, работиме на нашето тело, на точките на меридијаните. Ја менуваме енергијата на тој начин. Исто така, кога тапкаме, ние се фокусираме на проблемот што сакаме да го разрешиме. И го изговараме проблемот. Значи, работиме и со подсвеста и свеста. И со мислите, и со емоциите. Значи, работиме на толку многу нивоа истовремено, дека што мора да е ефикасна. И заради тоа ми е омилена. Исто така, многу е добра, зашто јас можам да ги научам, и тоа мене ми е целта, јас и како тренер, и како кога практикувам со моите клиенти, да ги научам клиентите
како да го потребуваат сами по известно време, за да не бидат зависни од мене. За да можат во секој случај да си го потребуваат. Така работи секој искусен и добар тренер. Благодарам. Инаку лошите тренери сакат да ги направат зависни клиентите, а добрите сакат едноставно да им дадат слобода. Тоа е точно. Целина, сега предлагам да одиме, бидејќи има прекрасни фотографии, да ги искоментираме малку, да го видиме твојот живот низ фотографии, може? Баш ме интересира кој ги имате одбрано. Па ми се чини дека се она што беше, еве, да видиме тука. Тука сум пред мојата куќа, мене многу ми се допаѓа тоа полтенцето, си го изгубив за несреќа. И таа комбинација, тука сум на мојата викендичка. Така. И, не знам, ми текна мажот, му викам, сликај ме слика. Прекрасен костим, прекрасно изгледаш. Па убаво, боите, тоа е, боите се вклопуваат. Ова тука сум во Кина. Тоа е што се вика the deadliest walk in the world. Значи го викаат смртоносна патека. Зашто тамо кај што стојам има патека, малку да речеме 50 см широка и после надолу е 2000 метра. Значи, ова е со мајка ми, со мојата почитувана мајка, што беше многу активна во нашето општество во Австралија. Многу великодушна. Така. Овдека сум ланската година во блиску до Нью Йорк, upstate Нью Йорк, со школата EFT Universe, и овие беа нашите студенти и таму давав предавања и може и сум боса, ако ме видите поблиску, сум боса, да, зашто комфортно беше, убаво беше. Супер. И од тамо дојдов после во Скопје пак. Аха, одлично. Овдека сум во Кина, кога отидов тој Deadliest Walk, што го видовме таа сликата пред малку, отидов после дадав предавање во хотел, како се викат за middle management. Така. Овдека сум предавам пред македонска женска група за EFT и јадење. Па доста слики. Овие ми се моите синови кога беа мали, немирни, на свадба бевме и изгледат како ангелчиња. Ама и сега? Овие ми се најмилите луѓе во светот. Овие, значи, синовите се двајца, кога син ми матурираше, помалиот, тој што е со мене тука, а тие другите три околу мене девојки, тие се моите внуки од брат. Прекрасни девојчиња. Кој е помалиот, во средина или? Во средина, да. Ова ми е мојот брат, ми се плачи сега, Трајче се викаше, и тој почина сега. Почина во 2013 година. Пак бев во Европа и се вратив одма, барем го дочекав жив. Ова се сме со мажот ми, кога се попот не благословеше. Кога се земавте? Кога се земавме. Да, јас си го направив ова. Темна коса. Да, ја го направив ова фустан, ова блуза и ова сукња, не сакав бело, вака ми се допадна. Браво. Да. Ова ми е моето мило куче, што пак и тоа си отиде за време на ковид. И тука на морето, стално секој се бајле, јас шетам по морето. Тоа ми е мојата рутина и релаксација. Така. Ова ми се пак најмилите, мажот ми, кога беа помалечки. Овдека сум со другарки, и со другарка и мојот помал син до мене, и пред да се на ти портата, каде си? Еве сум на четвртата од лево. Аха, четвртата од лево. На почетокот, кога се качувавме на Килиманџаро, еве планината, и вака ја гледавме планината и се викам, дали ќе се качи, дали висина ќе успеам јас на тоа место да се качи. Може да си замислиш како изгледа. Да, ова е Килиманџаро. Еве тука сте. Килиманџаро, да. Некако некоја магла, дали имаше... Магла, има, знаеш, различни растења на различни ниво и тука, еве, се качив. Браво. Сега сум на крајот кога се качив најгоре, да. Браво. Значи тука си на Килиманџаро. На врвот на Килиманџаро. Браво, Целина. И ова е книгата Tapping for Introverts, што ти кажа, дека напиша со доктор Питер Степлтон. Да. Одлично. Па убаво направи, убаво. Да. Мило ми е што ми ги покажа, вака да ти Супер. кажам. Овдека сум на 8 март, ова година, македонската женска група во Мелбурн, многу специјална македонска женска група. Многу сме ние македонските жени силни и способни. И ме праша да им дадам мал кратов говор.
И тоа е женската Таа група. женска група. Зашто тама не го слават 8 март толку. Аха. И ние, нашите си го држиме, така не, за нас си го знаеме. Да. А овдека дава очигледно некоја работилница, ова за EFT and Ancestral Healing, да си ги со корењата наши да работиме. Аха, така. Со предците. Предците, да. благодарам. И овдека сум, еве си и ти. Да, тука сме на ова прекрасна работилница која што неодамна ја направи ти за сите нас. Навистина беше прекрасно да видиме што уште ни остана, затоа што ми се чини има уште некоја фотографија. Има. Да. А ова беше другата работилница тука во Скопје што ја дадов. Мислам беше на четврти овој месец во Public Room. И знаеш, многу ми е мило колку луѓето се интересираат сега. Да. Ова ти е некој зум? Овие со студентите на школото и значи да приватно, знаеш, Онлайн, да кажеме за гледачите. Затоа има вака овие цветчиња од... Ги кријам лицето. Да, ги гледа, добро. Ова е мојата сна од поголемиот син и сега ќе станам баба Охо, во браво. август. Само тоа чекам сега. Емили се вика. Прекрасно. И пак сум тука, еве, тука сум во Кина. Да. И ова е ми се чини сакав имаше на фотографија кај што си малечка, исто кај што си фамилиарно, не знам дали беше со мајка ти, со татко ти, да видам дали ќе до Еве го, да. еве. Многу ми е мило што го покажувате и ова. Значи со брат ми и јас и мајка ми во Полска, зашто јас бевме родени ние двајцата во Полска. Так. И ова таа слика ми е убава слика од мајка ми. Прекрасно, прекрасно. Ја мислам дека вака дадовме на убава... Аха. Тука сум на Тука си? викендичката каде што се сликав со купачите. Само сега беше зима. Само зима па си се облекла. Лето и зима. И лето и зима, така. Да. Така, добро, Селина, моја драга. Еве, мислам дека направивме една убава ретроспектива. Тоа беше премногу убаво, благодарам. Не го очекував тоа. Затоа што навистина заслужуваш, и гледачите секогаш некако сакаат да видат и приватниот живот на гостите, малку да направат една своја, перспектива на приказката, на нашите животни приказни. Се разбира. Јас ќе се навратиме пак на ефетето кое што е многу ефикасно и она како го работиш со своите клиенти, заради тоа што сакам да им покажеш на гледачите да можат и да го практикуваат сами, но тоа малку ќе ги држиме во неизвестност. А сега би сакала за една, да речем така, малку погорлива тема да позброуваме, затоа што ти си жена која што е многу отворена и не се либиш да зборуваш за твоето минато, за твојот живот, бидејќи тоа го пренесуваш сега и едноставно сакаш да ги разбудиш луѓето, поготово жените, оние кои што се жртви на семејни насилства, затоа што и ти беше жртва на семејно насилство. Еве сега отвараме целина ова тема и да кажеме зошто се одлучи да зборуваш за својот живот, за семејното насилство кое што се случуваше во твоето семејство? Прво, сакам да ти се заблагодарам што си спремна да зборуваш за ова тема, зашто малку тешка тема и не е многу забавна тема, така не е, но многу важна тема. Да. И јас, како што реков, јас сум една интровертна личност. Значи, дозволи, јас ти благодарам тебе што сакаш да зборуваш на таа тема, нели ние се припрашавме и ти ми рече, не знам гледачите како тоа ќе го примат, гледачите секогаш сакат да слушнат затоа што во Македонија сега многу од кога поготово после ковидот порасна семејното насилство, жените се срамат да зборуваат, жените се такви жртви за кои што еве сега да не кажувам, јас си пред известно време исто така имав гостинка, зборувавме на тие теми, така да мислам дека ти си баш онака вистинската личност која што треба на некој начин да зборува за тоа, бидејќи и не се срамиш да зборуваш. Не. Да. Јас како што реков, јас сум интровертна личност, јас многу сум приватна, не сакам да зборувам за моите работи, но за моите лични работи, но зборувам заради тоа што знам дека им помага на другите луѓе. Ако му помогне на една жена, овој наш разговор ќе ми се исполни срцето. Значи, малку за историја да ти кажам набрзо, мајка ми и татко ми се Имаме време, не брзо. Имаме. Да.
Мајка ми и татко ми се од Егејска Македонија. Тие двајцата беа војници и се бореа не во позадината, туку напред на се фронтот. бореа, на фронтот се бореа во граѓанската војна во Грција 1947 година. Замисли си, мајка ми 21 година, татко ми 28 години, млади деца сега, така не деца, а тие двајцата треба да се борат, двајцата беа повредени по главата за несреќа. И значи тие видеа ужасни работи што никој човек не треба да ги гледа. И татко ми за несреќа, како што станува многу често со бившите војници, двајцата има посттравматик стрес дисордер. Да, има посттравматски стрес и трауми. И трауми, огромни трауми. И како што станува често, стана алкохоличар, многу агресивен алкохоличар. И, значи, имаше како да се смеам, не се смеам, знаеш, за нив како војната да не престана, така не. Значи постојано бил во тој. Да, зашто немаше помош. И сега нема помош, дури во Австралија, знаеш, кога ќе доаѓаат војниците од Авганистан, нема помош, камоли тогаш во тие години. Да, во тие години. Немаше помош. И, значи, огромна имаше домашно насилство. Тие се караја и ние се каравме, зашто кога ќе се карат родителите, децата ќе мора да се замешат, така не, живееш во иста куќа. И ние живеевме тогаш и во Полска 6 години, после кога 7 години дојдов, јас кога бев 7 години дојдовме во Македонија, во Бутел, живеевме после во Чаир. И тоа беше стално во мојата куќа, беше стално домашно насилство. И подоцна, кога малку попораснав, јас многу со татко ми ја заштитував мајка ми, брат ми. Тоа и си ја презедов ја таа улога на заштитник. Зашто секој дете си презема некоја улога. Некој ќе се крие, некој ќе не му е гале, ќе почне ќе излезе дрога, ќе зема или ќе пуши, така ќе стане од мака. А јас па се затворив дома да ги брана мајка ми и брат ми. И полиција често доаѓаше, станам, значи, сите не знаеа. Сите не знаеа. Таква, значи, колку е тоа тешко. Толку тешко. Поготово за девојче, за женско дете кое што треба да се стави во одбрана на родителот, во заштита на мајката. Претежно е така. И тоа станува во тие фамилии. Ако зборуваш со нив, децата не можат тие да бидат одделни, да не. Може родителите се викат не, тоа не влие на децата, ние се караме, све влие на децата. Све, тие не гледат нас, така не. И после многу машки деца ќе станат и тие агресивни. Зашто го учат тоа во семејството. Не дека се лоши, не дека не се способни, тоа го гледат, тоа се учат, така не. И тоа е модел за нив како треба да се однесуваат во животот. Да, каква машка, како може маж да се однесува, како жена може да се однесува. Што е репер за маж, машката енергија да се. Да. Значи тоа е многу важно. Знаеш, тогаш така беше времето, многу се да бидам отворена, се оговараше многу. Да. Немаше да дојде некој никој еднаш не ме има прашано како ти е дома. Разбираш? Може јас и денеска не е многу променето. Не е променето. И денеска не е многу променето. Жал. Многу ми е жал за тие фамилии. И све се става по тепих, така не е. Така е. А све е убаво, добро е. А што станува во фамилијата? Не, знаеш што е основното? Жените кои што фамилиите, да речеме, децата да ги ставам тука, нели што се изложени на семејно насилство, срамот е голем. Значи се срамат, што е многу погубно. Се срамат од луѓето и кријат, сироти. Тоа е тоа, точно. Срамот ќе те уништи. Срамот ќе те уништи. А башка стравот. Значи срамот и стравот се двете основни компоненти кои што се карактеристични за сите оние кои што се жртви на семејно насилство. Точно. И ќе му речеме, гледаме некоја жена, да речеме, што уште живее со некој што е насилен, да речеме. Има и од другата страна, има жени што се така, добро, помалку. И ќе речеме, зашто не излезеш, не се излегува лесно, специјално ако имаш ти деца. И ако ти е страв и за тебе, ама сакаш и деца да ги заштитиш. Не се излегува лесно и не се зборува, нема со кој да се зборува. И после многу патат се разбира тие жени. И ние се мислиме некако, може би се мислиме, тие имат проблем, но целата заедница има проблем. Зашто децата ќе пораснат.
тие ќе може да продолжат со истите образци. Така не е. Еден човек пие, да речеме, или агресивен, или да луѓе околу него може да зарази буквално. Да. И заради тоа јас значи би сакала да речам на тие жени што се наоѓаат во таква ситуација сега, или деца што млади деца или малечки, да не се срамите. Да не се срамите. Има луѓе што да разбираат. Да не се срамите. Тоа прво. Второ, никој пат да не се предавате. Да барате начин. Ке најдете начин. И тука во Македонија гледам почна малку, знаеш, повеќе помош има. Значи тоа е сакам пораката. Не се предавајте и не се срамите. Горди да бидете за кој што сте и барете помош. Токму така. Затоа што навистина се буди светот, морам да кажам, во Македонија исто така жените навистина се многу свесни за тоа. И се работи, секој на свој начин се отвара покрај тоа што ти многу убаво кажа дека не е се исто, не е баш едноставно да се излезе од тоа семејно насилство, тој круг. Не е се, значи не е воопшто лесно, а знаеш зошто понекогаш немаат жените поддршка? Заради тоа што кога остануваат во семејството каде што има насилство, многу од луѓето ги осудуваат. Точно. И велат, па ете она не сака, постојано се враќа, таква си е, пушти ги, нека се карат, очи нека си вадат, така сум слушнала, баш нели така? Кога не сака да си отиде, што има, нека си отиде, нека му ја тресне вратата и готово, но не е секогаш така. Не е едноставно. Лесно е кога гледаме, така не е кога не сме во ситуацијата, ние можеме се што сакаме да речеме, така не е, ама ако си внатре во ситуацијата, кога ти живееш по тој емоционален притисок, тој страв, и кај да оди жената, ако има деца, се секира и за децата, треба за деца сместување, така не е школување. И на тоа мисли, знам, јас мајка ми на тоа мислеше. Јас ги речев на неа, ајде да избегаме, да се оделиме. Ама кога се оделивме ние од него, од татко ми, ние живеевме во една соба сиромаштија голема. Мајка ми требаше, сакаше тоа да го избегне, така не е во една соба да живееш ти дека. Ама имавме многу среќа и се надам дека други луѓе ќе најдат среќа на поинаков начин, помош. На нас имав тетка во Австралија и не се еден по еден и тамо најдов помош. Да, па во нашиот разговор ти ми рече дека буквално избегавте, значи избегавте од твојот родител, од таткото, избегавте и најдовте за солниште во Австралија. И ете на некој начин се кренавте и се... Но, еве да кажеме, низ твоето живење, спознание за сето тоа, дојде момент кога твојот татко нели замина, тој беше овдека остана во Македонија, така? Да. Но сега вака во разговорите колку е битно да сите тие луѓе кога работат во процесот на себе, да ги исцелат тие рани, тие трауми од детството и да му простат и на најголемиот насилник. Точно. Мислам, луѓето, знаеш како, кога ќе речеме тоа, ќе речат, еве, знам доста, еве, и солзите во твоите очи говорат, се можам, ама не можам да му простам. Разбирам. И тоа се отпори, што е нели нормално. Да. Многу ми е мило што го спомена тоа, зашто мајка ми така имаше, знаеш, не може да му прости. А јас знам дека мора да му простам за мене. Така. Зашто јас ако држав омраз, за мене ме јадеше омразата. Внатре мене ме јадеше омразата. И заради тоа... Да кажеме, Целина, моја драга, за гледачите. Значи, не мора директно нему да се каже, затоа што за луѓето простувањето го разбираат дека мора да се соочат со другата страна и да му кажат ти простив. Како се беше процесот кај тебе на простување? Затоа што мораме да кажеме дека тоа е многу битно. Тоа е битно. Тоа знаеш зашто малку се расплакав? Да. Зашто вчера го однесов сини на гробот на татко. Ова е втор пат што доаѓа син и го однесов на гробот на татко ми. И сите се расплакав. Јас и син ми и неговата девојка. Викам на татко ми. Знам, имам многу проблеми. Сега те Прости ми, немам марамче. Па ти не чекаше јас да почнам да плачам. Па јас не чекам да почнам да плачам. И му викам, ти простувам, те разбирам. Те разбирам зашто беше така. Простувањето
почнува со разбирањето. Дека тој не беше лош човек. Нема лоши луѓе обично. Стануваме лоши од некоја мака, од некоја траума, од некој недоразбирање. И значи ме праша како почна простувањето, мене почна кога разбрав за травма и за алкохолизам. Како алкохолизмот влијае на мозокот на човекот. И сега да ти кажам, плачам и плачам со љубов, како не можам да објаснам, не ми текнува зборот, зашто дојдов до тој процес, знаеш, што таа стапка да можам да си го донесам и син ми, да пречам татко ми, овој ти е внук, прекрасен внук, и благодарам што ми го даде животот. А за другите работи што беа огромни проблеми, ти простувам, зашто те разбирам. А и ти порасна низ таа огромна болка. Да. Ти порасна, спозна многу работи, отиде на патот на вистина кој што се расте, на кој што можеш да се справиш со сето тоа. Да, и да им помогнам на другите. И да им помагаш на другите. Зашто сега јас се разбирам, не осудувам, не критикувам, разбирам каков пекол може тоа да биде, и што сила зема да се извадиш ти од тоа, но може. Мислам, секој може, секој има таа сила во нив. Сите жени, сите мажи, зборуваме се за жени, ја имат таа сила. Така. Колку и да се осеќаат немокни, сепак имаат сила. Силата е таму. Само се чувствува, тука се чувствуваме под страв и немокни, но сите имаме сила. Само да најдете начин да стапите со таа сила. Тоа е работата. Да се поврзете со себе си, така. Целина, од кога вака ја слушнавме оваа трогателна приказна која што ти ги побуди пак емоциите, но фала му на Бога што навистина ја направи таа голема трансформација, што велиш и кога плачам, сега го чувствувам чувство на љубов. Благодарност. Да ти кажам, само да им кажам на гледачите, плачам од благодарност. Од што толку научив и направив трансформација. Тоа ме потикнува да плачам и дека син ми го однесов на почивалиште до дамата. Апсолутно. Благодарна сум за тоа многу. Така. Еве се да кажеме, дали на некој начин ти помогнаа твоите техники, сето на духовно знаење што го работеше за да ги трансформираш своите трауми, бидејќи еве да кажеме со сите овие сега наши гледачи кои што не гледаат, всушност нели како што велат некои, времето не лечи, само ја зголемува болката. Значи тоа е така еден усвоен матрикс кој што воопшто не им помага на луѓето, да кажеме дека времето треба да излечи, да се направи трансформација, да се она што било тага, болка, гнев, бес, лутина, значи се она што е ниска вибрација на енергија, да се трансформира во љубов. Кога ќе порасне, кога ќе се трансформира така, тогаш се случува поинаку. И дека може. Ние сите имаме таа способност да се трансформира таа вибрација, таа ниска вибрација на омраза, на страв, што ни јаде душата и телото. Така, и телото, апсолутно. И телото има големи последици, дека може да се трансформира. Сега, секој може да се најде нивен начин. Јас не викам дека тапкањето е решението за се. Мој начин беше и знам дека тапкањето многу помага, но има начин. Некои одат спиритуално многу, јас сум многу спиритуална, некои си имат религија, нешто, значи може медитации многу, да речеме, тие помагаат. Хипнотерапија помага. За да ти овозможи тоа што е во подсвеста, тој страв да влезе во свеста и да се ослободи. И после ќе имаш енергија, таа енергија што е затворена, таа енергија, креативност, способност што се затворени, да излезе на површина. Да бидат слободни. И после ќе видите колку сте способни. Како повторно да се раѓа човек. Точно, баш така, прераѓање. Значи секој проблем, како што рече ти на почетокот, не ти ги памтам точните зборови. На англиски јас имам една реченица, не знам дали може да се преведе
every problem Секој проблем. is a blessing in the skies. Да, да. Значи секој проблем всушност е благослов од Бога, од ама како универзумот. Универзумот, но не можеме одма да видиме дека е благослов. Дека е благослов. Доаѓа... Тоа е прикриен благослов, така да. И треба да се бара што е во таа кутија, во тој поклон. Да. Што има внатре, изгледа, не изгледа многу убаво, кога ни го даде Господ. Да, Ама нешто внатре има, некој диамант, нешто прекрасно има. Токму така. Ете така треба да се гледа на работите, затоа што навистина ништо не ни доаѓа случајно, секоја болка е всушност за да малку повеќе нурнеме во себе. Да. И да можеме да пораснеме, тоест да како се вика она, да се просветлиме, да едно ново раѓање, затоа што ние сме навистина чудесни како битија и покрај тоа што сме, нели, ова нашево тело ни го дава она материјално во кое што луѓето помислат дека сме баш онака само тело, но кога ќе се поврземе со душата која што всушност е и најпримарната, тогаш доаѓаме до одговорите на се она што ни изгледа, нели, понекогаш далечно. Тоа е убаво го рече, зашто телото ни е нашата света куќа, така не само тело, така не. И тапкањето е многу добро зашто работи преку телото. Така е, да. И стигнува и до душата. Значи го потребуваме и телото за да стигнеме до душата. Па затоа што телото ни ги дава првите сигнали на што не е во ред кај нас. Па еве спомнавме, дали ти во тој период кога навистина вака ги имаше тие големи проблеми, како твоето тело се однесуваше, што чувствуваше, можеби имаше некаква болка, некакви симптоми или? Да, имаше многу симптоми, само немаше кој да помогне да ми каже, така не. За тоа за гледачите ако слушат. Значи јас тие што се наоѓаат во слична ситуација, јас бев многу нервозна. Јас бев ќе се тресев од нервоза. Тоа беше анксиозност. Анксиозност, да. Зашто живееш стално со затегнатост. Постојано си мислиш, имаш опасност, не дека си мислиш, само тука имаше вистинска опасност. Сакам да кажам, ако има алкохол во куќата, вистинска опасност постои. Зашто како вика старите, алкохолот ти го пие мозокот. Да. Човекот после не знае да не работи логично. Така е. И тоа беше, кај мене беше многу анксиозна, многу ме вика нервозна, јас бев многу срамежлива. Но сето тоа го изтрансформира на вистина прекрасен. Знаеш како? Се толку се заборавивме што времето не гази. Ќе мораме да бидеме конструктивни. И јас би те замолила сега да ни кажеш како техниката која што сега работиш како тренер, значи ефетето делува и како еве практично што можеме ние да си помогнеме, на кој начин и еве да покажеме на луѓето што значи тапкање, како да се тапкаат, еден пример. Наједноставно, зашто нема време, наједноставно да речеме, може да се тапка и на прстите. Најлесно. Ако сакате да се дискретно да тапкате, да не ве гледат луѓето, ако сте малку анксиозни, можете да тапкате на прстите. Тука имаме меридијански точки што завршуваат и ако си ги тапкаме прстите тука, ногти тука долу на ноктот, најдолу на ноктот, тука ако тапкаме, всушност можеме да се смириме. Испраќаме порака до центарот на мозокот што е за страв и за стрес. Испраќаме електрични импулси и му викаме пораката е смири се. Тоа покажува науката, научувањето, не само зборување, така не. Значи можеме вака да си тапкаме, можеме вака или па вака ако седете да речеме на маса, зборувате со некој или на работа со некоја странка што ќе ве растревожи, можете вака еве. Не се гледа испод маса под маса да си тапкаш. Или вака да си правиш, или пак да си тапкаш. Вака да си тапкаш. Да. Тоа мене ми е сега дел од мојот секојдневен живот. Да. Постојано каде одиш и кога нешто чувствуваш некој стрес или вознемиреност, си тапкаш. Ајде да го покажеме оној основниот вака еден круг да направиме за да видат гледачите. Па ете можете да се јават некогаш кога имаш и работилница да бидат некои присутни и да се стават во процесот кој што не е така тежок, но сепак треба нели да се биде дисциплиниран во тоа и да се практикува правилно. Зашто проблемот не е да само една минута да се направи, проблемот е да долго време да се направи, така не е. И практикувањето треба да може некој пат треба да биде подолго време.
Но првата е ова точка, Да. страната на раката. И тука го поставуваме проблемот како таков. Да, кажуваме што проблемите. можеме да кажеме? Да речеме, кажи ми ти нешто. Иако имам јас, Еве, иако имам страв, да речеме. Иако имам јас страв, јас моментално сум окей. И ќе го кажеш тоа 3 пати. Иако јас имам страв, јас моментално сум окей. Иако јас имам страв, јас моментално сум окей. Почетокот на веѓата, сега ќе кажува само зборот што ти резонира со срцето. Страв ми е. Страната на окото ми е страв. Под окото на коската ми е страв. Под носот ми е страв. Под устата тука многу ми е страв. Просто тука ќе најдете клучната коска на крајот, малку 2 прсти долу на страна, ми е страв. Може да тапкате или може вака. Тука е многу, ако има имате едни страв, дупчиња мали така коските како што ги прават и тука се тапка. Тука се тапка и тука е добро ако имате страв. Исто така да тапкате под мишката 4 прсти, ми е страв. И на горе на главата, се на темата со главата. се завршува со главата, ми е страв. Зашто викаме звучи негативно? Заради тоа што тоа е вистината. Моментално тој не е проблемот и мора да го кажеме проблемот за да бидеме искрени и после со тапкањето пак тапкањето и зборувањето испреќат пораки на 2 места во мозокот да се ослободи тој страв. На едноставен начин. Тоа може така да се направи. А кога се завршува, кога сакаме да го, значи, од кога изговараме ли некоја реченица, например, дека како благодарност? Може, после тоа е доволно. Ако го правите, тоа стравот ќе падне. Зашто механички мора да падне стравот. Ще спраќаме порака до амигдала, до стресниот центар на мозокот. Значи стравот мора да падне. Да. Ако направите неколку круга и после до вас може да си речете, иако јас имав страв, и имам проблем во животот, јас сум сигурна дека ќе можам да го разрешам. Иако имам страв, ќе го разрешам овој проблем. Ќе го разрешам овој проблем. Спремна сум да го разрешам овој проблем. Имам сила да го разрешам овој проблем. Што ти сака душата може да кажеш? Така не е. Нешто што сакаш ти да ми кажеш, кажи нешто за проблем. Го разрешив проблемот. Да, го разрешив проблемот. Онака баш. Да, го разрешив проблемот. Во минатот имав слични проблеми, ги разрешив проблемите. Знам дека можам да го разрешам проблемот. И тоа е разрешен. И тоа е разрешен. Тоа тебе тоа, гледаш убаво, многу убаво. Тебе тоа тоа е разрешено. Тоа е разрешено. Готово е. Готово. Пуштено. Готово е. Можеш и така. Океј, супер. Јас мислам дека, знаеш, порано имаше еден период кога навистина, да речем, интензивно тапкав. Браво. Да. А потоа дојде некои други техники, некои други, како да кажам, нели патишта ваму таму и еве сега тие овие денови како се запознавме, пак онака некако ми ја приближи техниката која што е многу симпатична и баш буквално како рече ти еден пример, имам еден ритуал на Сабајлес, кој шетам моето куќе и на таа прошетка точно во 7 сат одам во еден кафич и пијам кафе. Да. И таму ќе си седнам и си тапкам. Сите што минуваат веќе не знаат, да рече 40 години тоа го правиш или 20 колку беше? Мора 31 година од кога не. За кафето, да, за кафето 31 година, кога се роди поголемиот син. Да. Не се тоа мислам, седам 31 години и си тапкам и сега сите што ме знаат вака и ме поздравуваат, како би било? Место да ми речат хај Целина, кад речеме по англиски, ти ќе ми речат Целина, значи знаат дека тапка. Зашто мене не ми е гајле, мене ми помага тоа и ќе си правам некоја работа и ќе си тапкам. Тоа ми е дел од мојот ритуал. Ама знаеш што, јас многу, да ти кажам, ме инспириран, ти не ми текна збор по македонски, кога те видов колку ти си отворена за овие работи, ги употребуваш овие работи, си тапкала. Јас кога доаѓа во 2015 кога дадов работилница, тука никој врска немаше. 2017 никој врска немаше. Значи ти си тапкала. Браво, одлично. Апсолутно, сето тоа ме интересираше многу поодамно од кога јас доживеав трауми како млада. И едноставно човек, знаеш како, кога се бара себе си, кога сака да си помогне, никој не отишол за тоа што му тече мед и млеко, него мора нешто да ни се случи во животот за да побараме помош, нели? Ама ти знаеш дека има избор. И го најде изборот. Така не, отиде за изборот.
Секогаш имаме избор и благодарна сум на Бога што мојот избор за денеска да отворам мисијата беше ти, драга Селина. Мило ми е. Многу сум благодарна, ти благодарам што беше гостинка, ти благодарам што беше дел од нашето, од моето будење и нашето заедничко будење. Мислам дека навистина гледачите уживаа во твоето гостување и секогаш кога ќе дојдеш во Македонија, вратите ти се отворени. Благодарам многу и благодарам за приликата што ми ја даде и прекрасните прашања. Благодарам. Ти посакувам да уживаш во Македонија додека си тука. Уживам. Да си поминеш на вистина прекрасно и те очекувам да што поскоро пак да ни дојдеш. Ќе се видиме. Ќе се видиме Ќе се секако. гледаме. Ете, драги мои, овдека ја испраќаме, ова беше Целина Тонкин, нашата прва гостинка. ЕФТ терапевт, жена која што видовте колку е отворена и колку е прекрасна, наша македонка, па горди сме што имаме вакви македонци ни светот, поготово жени. Сега одиме со малку музика и малку реклами за да ни влезе нашата втора гостинка. Со Јулија. Во пеколотке гориш ти, о, твоите невери, за сите солзи, за сите ноќи несреќо, непроспиени. Љубовта твоја, ко морска пена, скршена жена, тоа е цена. Облечи капут и тресни врата, зајнет брате, од инет, луда глава балканска. Во пеколотке гориш ти, о, твоите невери, за сите солзи, за сите ноќи несреќо, непроспиени. Во прави пепел, знаеш ли, ќе се претвориш, за сите болки, за сите рани несреќо, проклета си ти. Љубовта твоја, пустинска бура, љубомора и авантура. Облечи капут и тресни врата, зајнет брате, од инет, луда главо балканска. Во пеколотке гориш ти, о, твоите невери, за сите солзи, за сите ноќи несреќо, непроспиени. Има ли Господ, гледа ли и нека пресуди, бар трошка љубов, бар трошка среќа несреќо, да ми подари. Знам само солза, ранета душа лекува.
zasite solzi, zasite noći nesrećo, neprospijeni. Budenje so Julija. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Budenje so Julija. Što me gledaš tak kad ti
животот е чудо и не е така лош. Први една чаша, после цела флаша, ќе пиеме се до грош. Ќе играме лудо, животот е чудо и не е така лош. Први една чаша, после цела флаша, ќе пиеме се до грош. Животот е чудо и не е така лош. Први една чаша, после цела флаша, ќе пиеме се до грош. Ќе играме лудо, животот е чудо и не е така лош. Први една чаша, после цела флаша, ќе пиеме се. Ќе играме лудо, животот е чудо и не е така лош. Први една чаша, после цела флаша, ќе пиеме се до грош. Животот е чудо и не е така лош. Први една чаша, после цела флаша, ќе пиеме се до грош. Будење со Јулија. Ете, најдраги мои, помина рекламите и малку музика да се усредсредиме затоа што веќе нашата втора гостинка е во студиото и верувам дека сите ќе уживате заради тоа што навистина имаме прекрасни изненадувања за сите вас. Инаку, морам да ви кажам дека тоа е една дама која што плени со својата појава, една дама која што со години обстојува во Македонија и важи за најдобар козметолог. Така да кога сакате да се разубавите или да го доверите на вистински човек своето лице и своето тело, тогаш се знае. Единствено решение за тоа е традиционално најдобриот салон Жанета Естетик. И драги мои, денеска и велам добре дојде на мојата драга Жанета Џафер, или како што сите ја знаете, Жанета Естетик. Жане, добро ми дојде. Добро ве најдов, благодарам за убавата најава. Прекрасни сте како домакини. Навистина и поздрав до целата екипа која што ќе не дружи денеска и секако до собственикот на оваа прекрасна телевизија, ТВ Сонце. Така, благодарам. Жане, ми изгледаш убаво како Барбика во ова розово издание. Секогаш плениш со твојата појава, кога и да дојдеш кај мене во емисија, навистина си тип-топ и сега ова, поготово денеска ова розово, навистина ме воодушеви. Морам да ти дадам комплименти како жена на жена. Благодарам, тие се најубавите комплименти кога жена ги дава. Прекрасно од тебе. Кога ја добив поканата, навистина бев пресрекна и бев во едно поубаво друштво, онака женско, така, каде што им кажав, пошто
нели ми рековте дали сакате 11, 12 или 13 часот, кога сакате да дојдете како гостинка, одлучивме 13 и така како што бев со колешки, последен прекрасен состанок, козметички да кажам, ги прашав, велам еве сега ќе бидеме поканети, ќе бидам поканета на ТВ Сонце да ве представам и вас, бидејќи имавме еден прекрасен настан, за кој што ќе говориме во текот на емисијата. Да. Секако, Жана, има многу што да се кажува, бидејќи си активна, не застануваш. Салонот работи турбо, заради тоа што луѓето ти веруваат, едноставно традиционално твојот салон веќе нема кој не го знае. И секој кој што сака нешто убаво, кој што сака нешто природно, секако дека може да се обрати, да дојде во секое време, сте љубезни и покрај тоа што понекогаш, еве, и ти имаш предизвици како и секој, нели, што приватен од приватниот сектор, но морам да кажам дека ете постигнуваш како и да е, постигнуваш на многу полиња, поготово што освен салонот, многу едукации, многу патувања, многу новитети, многу сертифицирања. Ја не знам од каде да почнам. Од каде е најзгодно, еве кажи ти. Па, Јулија, откако нели последниот пат јас навистина продолжив со моите едукации, со моите семинари, со дружбата со моите колешки. Значи, едноставно бурно беше, така да ќе ги проследиме и сликите кои што ги дадовме во режија, па ќе можеме и малку поубаво да ги објасниме. Меѓутоа за старт би кажала дека летните одмори се, нели, веќе започнуваат, жените секако сакаат да блеснат, па би требало, нели, да посветат малку внимание. Јас како козметолог кој што се, нели, специјалист козметолог, мастер, ментор и мајстор, нели, во својот занет, би сакала да им посочам дека мора да се погрижат за кожата, да ја спремат, за да не ни старее, нели? Тоа не го сакаме. Да, летото доаѓа и мора да се внимава на кожата. Токму така, да. Но јас предлагам да отидеме со фотографиите, со видеата, затоа што ги имаме во изобилие, доста да, се. спремив и доста. И низ нив ќе дознаеме многу работи и сликовито и еве ти ќе ги објаснуваш. Токму така, може? нема проблем. Еве, да, овде сум, значи, во Занечиска комора, презентација на специјалната масажа, која што е мој патент, на прва во светот, значи, масажа со охридски бисер, каде што моја драга колешка ми е модел. Ова е школата која што, нели, Жанета Естетик, која што постои веќе 3 години. Првите ученици кои што влегоа во мојата школа, еве ги како се спремаат, нели, полагаат тестови, бидејќи се работи за 210 часа, за да се стане козметичар, нели, али вистински козметичар, остручен, каде што нашата сертифицирана диплома е призната преку МОН и Европска унија. Исто така еве да се пофалам сертификат дека сум призната, значи, меѓународен сертификат за едукатор, значи за човек кој што може да предава, нели, и да биде признаен од надвор. Ова е сертификат кој што е од Швајцарија, значи прва во Македонија започнав со мезоконци кои што се направени од свилена буба, значи за пополнување на брчки. Ова е сертификат скоро го добив, значи од 2025 до 2027 дека сме сертифицирани и дека сме, мислам, говориме за еден квалитет кој што ни е признат. Овде, бидејќи најголемата желба е да помогнам на младите кои што се со проблематични кожи, ја работам таа проблематика 35 години и сум горда на овој случај, еве документирано е дека јас го работам овој млад дечко, значи го средуваме лицето. На крај имаме прекрасни резултати и ветив дека ќе го покажам, нели, во емисијата. Прекрасен млад 16 годишен дечко кој што сега веќе заборави дека постојат акните, бидејќи акните се минато, тие се решаваат, меѓутоа треба на време. Ова е настанот каде што направив една козметичка фаланга. Тргнавме од Гевгелија, од хотел Аполонија, ги поканив преку Занечиската комора сите козметичари кои што имаат желба, значи да бидат на овој настан каде што ќе направиме вмрежување на сите козметолози од цела Македонија, значи поканети се сите салони. Тука е директорката на Занечиска комора, еве до мене, представничка и директор, значи, на Димитар Влахов козметичкото школо, која што исто така не поддржа. Овде се спонзори кои што мои колешки, кои што се представници на одредени брендови во Македонија, Джуинот, Маја Петановска, Еберлин, значи,
потоа имаме разни други козметики кои што не поддржаа Јансен козметика. Еве тука, значи јас сум застаната и со папката на која што стои една македонска жена која што е борбена, која што ја представува борбеноста на жената. И ова е исто така спонзор Кира. Тоа е прекрасен колагенски напиток кој што исто така беше спонзор и го представив таму. Еве сцената, значи како беше наместено за да имаат гледачите малку поубав увид дека навистина направивме спектакуларен настан во кој што беа поканети сите козметолози. Ова е мојот банер каде што ја представив невиноста на една жена како стартува со бисерот кој што ја представува душата на жената, морето околу, тоа е морската шир или целиот универзум, и дека жената се наоѓа во една школка, а ние треба да ја отвориме таа школка за да го видиме бисерот. Еве ги сите мои драги колешки кои што ме поддржаа. Навистина сите презентираат, тие кои што се пријавија, презентираа, значи, одредени козметички теми, одредени козметички третмани со кои што тука сме собрани сите, со кои што се представија и им доловија како да се спремат летото. Беа еден вид козметички денови. Еве тука на старт уште кога тргнавме на презентација, тоа беше првиот ден, неко 2 дена беше. Значи семинарот козметички, тоа беше вчера, значи настан, бевка и драга колешка, арт студио каде што има исто школа за убавина, дојдов како почестен гостин, значи јас одам сегде каде што ќе ме поканат. Да. Значи ние треба да се мрежуваме, козметиката да биде на пиедестал, да имаме да створиме што повеќе млади козметолози. Еве тука сме во Занечиска комора на еден прекрасен состанок каде што се договараме за наредните случувања за козметичката фаланга. Ова е мојата киркичка, морав полуматурантка да ја представам, еве, пошто ќе биде иден козметолог, Сара. Да, Сара. Ја поздравуваме, Сарче, убавица, многу убаво. Да, еве сме тука, ја придружував, после ја земавме фамилиарно вечерта. Ова е прва дружба со незините соученици. Прекрасен настан, значи, каде што беше пресрекна. Она повеќе сака естетика, така да ќе биде добар шминкер, претпоставувам, меѓутоа и другите знаења ќе треба да ги има. Овде сме во Лагуна тренинг центар, исто, значи, школа за убавина, каде што и таму исто се промовираат, значи се прават дружби на козметолози, таму бев почестен гостин, така да она што го говорам, јас и на дело им го покажувам на гледачите, дека навистина се дружам. Ова исто во хотелот Аполонија, каде што ја представувам папката која што ја добија сите мои колешки за да ја продолжиме таа македонска козметичка фаланга или козметичка војска. Браво. Инаку овде сме на меѓународна конференција само со моја драга колешка, каде што го представивме дуалното образование. Пред повеќе меѓународни земји, значи како ние тука сме објаснуваме, ни поставуваа прашања како кај нас е дуалното образование, а дуалното образование е колку часови пракса, толку теорија, каде што се бориме да создадеме што повеќе ментори, што повеќе мајстори за да ни ги обучат учениците да бидат навистина козметичари како што треба. Да, овде сме исто нели во беше одржана во Владо Тасевски, значи училиштето каде што бевме, значи го представивме дуалното образование. Овде панорамика, исто еден прекрасен семинар, дојдени беа од Италија, презентација на Белеза студио, каде што има внесо една прекрасна италијанска козметика. Исто така и тука бев почестен гостин, така да сегде каде што ме поканиле се повторувам, значи јас сум добродојдена секако за да им дадам поддршка и да навистина во Македонија бидеме да добиеме таков ефект на квалитет како што им кажав и на конференцијата, на меѓународната конференција, бидејќи уче од нас и хрватите, и србите, и другите земји, бидејќи они се уште немаат дуално образование. Бидејќи тоа дуално образование е многу битно. Значи не може козметичар да стане само со учење во школа. Нели ќе знае теоријата, меѓутоа ако нема пракса на дело, тогаш нема да имаме нели идеален третман, дали за тело, дали за лице и така натаму. Така да јас и соработувам со Димитар Влахов и во мојата приватна школа, така да ги таму заедно... Таму се едукатори исто така? И таму, да, во мојата школа исто, значи, работиме на едуцирање на нови кадри, така да сите кои што се заинтересирани и повозрасни да ја сменат својата бранша, значи можат да дојдат во Жанета естетик, да се запишат, значи и да едноставно со 210 часа негдека месец и пол плюс минус да завршат, меѓутоа каде што ќе имаат 50 часа со доктор професор кој што ќе ги едуцира, значи да знаат квалитетно што ќе работат и потоа јас го водам практичниот дел, така да
навистина можеме да дадеме прекрасна едукација и да бидат задоволни со своите сертификати кои што може и тука да бидат вработени во било кој салон и исто така и надвор, бидејќи е признат од МОН и само да го едноставно преведат на било кој јазик и да го продолжат своето козметичко патување. Да. Јас мислам дека имаме и неколку видеа, ајде да ги погледнеме и нив, зашто после да не ни биде кратко времето. Знаеш како проаѓа кај мене времето. Јас си брзо зборувам за да можам се да објаснам, така да се надевам дека ќе доловиме убави моменти од овие видеа. Ајде. Со Јулија. На повеќе спие, меѓутоа има и поголемо згрчување и стресот се манифестира на оваа страна. Така да, вие благо со масажата го ослободувате тој дел и обраќате внимание, значи тука притискате каде што всушност е зацврстено. Значи јас сега си правам детекција за да знам точно што треба да правам со клиентката и она ми потврдува. Ја и појаснувам, викам, еве, овде имате згрчување. Дали те боли? Да. Значи, тука е. Пипкаме овој дел тука. Сега ќе те притиснам јако, дали осеќаш болка? Овде, малце, и тука има згрчување. Значи, јас веќе детектирав каде е проблемот. Значи, оваа страна е блокирана енергетски. Масажата се работи од нозете, подигаме циркулација према горе. Меѓутоа, јас сега ви покажувам само делче, затоа што сте сите тука козметолози, ви интересира масажата на лице и секако женскиот дел е стомакот, репродуктивните органи, значи да го представам брендот Кира. Тоа е колагенска ампула, која што топло ви ја препорачувам, бидејќи јас во мојот салон веќе ја користам, покрај колагенските третмани. Значи, ја користиме и кирата, бидејќи кирата ни помага да се хидрираме од внатре, да ја подмладиме кожата, да имаме убав сјај, светол тен, да се спремиме, интересно е да се спремиме пред летниот период, бидејќи ќе ни биде кожата хидрирана. Значи се пие во терапија од 3 кутии, кои што се по 21, мислам дека внатре има ампула. Се пијат во вечерните часови. Од скоро се користат, значи, во мојот салон. Клиентите се презадоволни. Едноставно да го живееме овој материјален свет. Четвртата чакра, рековме, е срчевата чакра. Петата чакра се наоѓа, значи, точно тука, значи, нови дел, каде што се спојува раменскиот дел. И тука ние, всушност, во текот на денот најмногу правиме спазам на нашите мускули. Затоа, кога ги масираме нашите клиенти, секогаш добиваат ослободување на овој раменскиот дел и се осеќаат пријатно. Што значи дека тоа е петата чакра. Тоа е чакра која што е одговорна за се што е поврзано со респираторните органи, значи дишење, плуќа, се што ние во тој дел е одговорна таа пета чакра. Меѓутоа, во алтернативната медицина се нарекува уште и божествено уво. Значи ние, ако таа чакра ни е ослободена, ние не сме под стрес, не сме под грч, значи ние сме директно поврзани со универзумот. И додека ние работиме и ја масираме клиентката, доколку ние сме чисти и сме еден канал, замислете во бамбусот. Ние имаме и бамбус масажа, претпоставам како колешки знаете како се изработа. Значи бамбусот е дрво каде што на почетокот има отвор и на крајот. Значи ние треба да бидеме од седмата чакра па до првата чакра отворени према универзумот, за да можеме да примеме доволно количество на енергија, меѓутоа да ги знаеме тие тактики како ние да земеме и да се одржиме, значи, во текот на денот. Со тоа што рековме, петата чакра е грлената чакра. Морам да напоменам дека 99% женскиот род има проблем со тироидот. Зошто? Затоа што се што сакаме да кажеме, ние тоа можеби не можеме да го кажеме, па се стискаме, правиме блокада на петата чакра и затоа топло ви препорачувам да таа чакра секогаш гледате да биде слободна. Штом приметите дека имате грч во раменскиот дел, значи треба да се ослободите, да се изфилтрирате. И еве една техника за сите колешки, значи кога ќе осетите такво нешто, за старт започнувате, значи, со допири, да осеќате затегнато, значи, како побинувате
Самите контури на лицето, кога ќе допирате, ќе ви покажат дали негдека на лицето има згрчување. Го допирате вратот исто. Можете да се фокусирате, значи, замежувате со очите, за да можете уште појака перцепција да имате. Полека правите, значи, блага масажа на деколтето, ги допирате, значи, овие делови, осеќате тука дали нервите на рацете се затегнати, тоа ќе го учите, нели, сите кои што ќе сакате да се едуцирате за оваа масажа. Значи, напипувате тука и осеќате дали е згрчено. Значи, правите еден вид детекција. Што всушност постигнуваме со бисерот, кога е за лицето, кога се зборува? Значи, добивате деблокада на енергетските точки, затоа што ние во текот на денот имаме многу згрчувања кај белиците, значи ги ослободуваме тие енергетски точки по овој дел, што значи добиваме младешки издолжен лик, немаме застој на течности, значи правиме еден вид на дренажа, ги осеќаме, значи, каде се затегнатостите, одиме кај слепоочниците исто тука, значи опипуваме делот кај носната школка, правиме едно кружно движење за да го ослободиме третото око, бидејќи тука и секогаш добиваме бори, први бори, затоа што се мрштиме или правиме некои мимички гримаси, кои што, нели, ги правиме многу време, па затоа и доаѓа до, нели, ослободуваме, например, јас сега осеќам дека оваа рака тука е позатегната, така? Кога би сте погледнале сега, ќе осетите дека оваа страна на лицето е многу попуна за разлика од тоа. Ако можете да, не знам, еве јас да свртам вака, значи овде обракчето е по, значи на оваа страна она повеќе спие, меѓутоа има и поголемо згрчување и стресот се манифестира на оваа страна. Така да, вие благо со масажата го ослободувате тој дел и обраќате внимание, значи тука притискате каде што всушност е зацврстено. Значи јас сега си правам детекција за да знам точно што треба да правам со клиентката и она ми потврдува. Ја и појаснувам, викам, еве, овде имате згрчување. Дали те боли? Да. Значи, тука е. Пипкаме овој дел тука. Сега ќе те притиснам јако, дали осетиш болка? Оде, малце, и тука има згрчување. Значи, јас веќе детектирав каде е проблемот. Значи, оваа страна е блокирана енергетски. Масажата се работи од нозете, подигаме циркулација према горе. Меѓутоа, јас сега ви покажувам само делче, затоа што сте сите тука козметолози, ви интересира масажата на лице и секако женскиот дел е стомакот, репродуктивните органи, значи ете да видите како тоа. Значи, правите блага масажа и нормално чистиме. Мора да биде чиста кожата, за да можеме после да аплицираме масло. Па правиме рачна масажа. После рачната масажа одиме, значи, со масажа со бисер. Нежно чистиме. Спремна, значи, чисто е. Меѓутоа, мораме да имаме до нас и хартиено шамивче, со кое што не смееме да имаме вода после. Ќе направиме едно благо дишење, значи ќе пиеме водата. Бидејќи аплицираме после масло, за да не се разлучува. Одиме со следната постапка, а тоа е, значи, масажа на делот кај стомакот. Одиме со нежни кружни движења и повторно опитуваме да видиме каде имаме проблем. Најпрво одиме со кружно, го ваѓаме делот. Постапките се нежни, започнувате, значи, со нежни кружни движења, а потоа одиме малце вода. И сега покупуваме делот на јајниците. Правиме кружно движење. Дали имаш болка? Малце имаме тука. Будење со Јулија.
Ете, Жане, погледнавме убави третмани. Верувам дека ги заинтересира и нашите гледачи. И секако дека наскоро ќе ти додам и јас, само да кажеме дека ева овдека имаме 4 ваучери, кои што сега во текот на емисијата ќе ги вклучиме нашите телефони и ќе ги подариме на нашите гледачи, верни гледачи. Да. Повели? Имаш збор. Да. Додека да се Па вклучат вака, да. гледачи. Покрај ова се нели што го испрезентирав и навистина се уште сум под импресии. Навистина настанот беше многу убав, ме поддржаа многу колешки. Сакаат од септември да одиме значи напред во други градови, да ги вмрежуваме значи сите козметолози и сите да дадат придонес. Да не носиме од странство предавачи, него ние меѓусебно да си бидеме, да, и да ги повикаме и од другите училишта, и од другите градови, и од тука од Димитар Влахов, значи да ги повикаме да едноставно бидат во друштво со нас, со врвни мајстори на козметиката, каде што ќе научат и ќе го продолжат козметичкиот пат. Еве сега уште еднаш за Кирата би сакала да ги поканам дамите да си се подготват за летото, значи ова се ампули колагенски кои што делуваат благотворно значи на телото и на кожата, ја хидрираат од внатре, ги потхрануваат, се пијат, значи се пијат во вечерните часови. Така. Значи го поттикнуваат создавањето на колаген и секако значи тука години не важат, значи може да се пие и од 20 па нагоре, значи додека секако жената сака да се надополни со колаген, бидејќи ние имаме и 20 годишни девојки кои што нели тонусот е опаднат, дали од неправилна нега, дали од нешто што некои неправилни кремови, неправилно живење, значи невнесување на одредени суплементи или храна која што има колаген, така да топло им препорачувам на сите дами да си ја хидрираат кожата од внатре, значи со пиење, бидејќи ние секако ќе ставиме, ќе аплицираме локално, значи на лицето, ги правиме колагенските третмани. Тука во ваучерите има еден прекрасен третман колагенски, кој што надворешно ќе ја нахрани кожата, значи ние ќе си направиме хидратација, масажа, пилинг од странување на старите клетки, ќе внесеме, значи, колаген преку маска, меѓутоа, топло им препорачувам на сите кои што сакаат да се спремат за одмор, значи да си испијат од 1 до 3 кутии, по 21 ампула се внатре, значи може да се напијат пред да тргнат и да си продолжат во вечер, бидејќи се пие во вечерните часови и кожата се заштитува кога ќе излезат на сонце. Значи да не добијат пигментации, да не добијат никакви флекички кои што нели би им направиле нели она да не им се допаја кожата, дека има едноставно некои нерамнини или пигментации кои што под дејство на меланинот кој што е појачан или може да направи проблем на кожата. Значи сите сакаме да имаме идеален тен и да поцрниме, да бидеме нели идеално потемнети. Така да еве Јулија, јас и топло ќе ти го поклонам ова и за тебе, оваа кутија, повелете, да се спремиш, за на одмор, не знам кога заминуваш, меѓутоа, ете ти да ми бидеш нели човек кој што ќе го пробува, бидејќи знам дека ми веруваш, јас веќе го конзумирам. За неве бев на еден краток одмор, ама ја немав ова колагенска формула, да. Да, германски производ е да напоменам, значи прекрасен производ, така да слободно пробајте. И сега баш пријатно ме изненади. Да. Искрено да ти кажам. Добро, Жане, ти благодарам. Еве, значи, до сите жени, така, да кажеме дека ова е формулата за да се подмладиме, како толку прво, така, затоа што, и да имаме прекрасна кожа. Затоа што колагенот делува и на косата, и на ноктите, на надворешниот слој, внатрешниот слој, значи, буквално ги колагенизира сите органи кои што ги имаме, нели, во женското тело. Така да, топло им го препорачувам. Покрај тоа, сапуните, повеле Јулија, уште едно поклонче. Па многу подароци, Жане. Ова е органски сапун, бидејќи во мојот салон има, значи, органски сапуни кои што се користат со колаген и козјо млеко. Овде има роза. Значи, да, и затоа е вака едно розово срце, драги мои. Да, тоа е за тебе. Како што Жане денеска си ни облечена во роза, значи... Да, јас се сум компонирала. Ова е исто и кремата Ангел, која што исто така топло ти ја препорачувам во летните денови. Значи, прво со сапунчето да си измиете, потоа ставате Ангел кремата, тоа е мој патент. Добро ја издекорирав исто со ружичка, така да мислам дека ќе ти се допадне. Благодарам, сепак, од срце, благодарам. Мислам дека нели кога ќе добиеме поклон убаво се чувствуваме, не без да разлика. Не се чувствувам убаво, значи ми го како вика
за розови денот, значи розе ми го обој во пинк, во розе. Да, па слушај, наместо да ставаме пинк на очери, нели, Така. розеви за да ни биде се убаво, а нели надворешниот свет е малку не е баш све розево, Така. ние самите ќе си го направиме, а ако сме духовно подкрепени, имаме убава енергија, радосни сме, среќни сме, даваме на сите, имаме мудрост и просветлување, нема проблеми за нас. Нема, апсолутно. Жане, јас на вистина сум ти преблагодарна за овие прекрасни изненадувања, овие прекрасни подароци. Така да, што да ти кажам, Господ нека ми те благословува да ти оди понатаму вака убаво во работата, а не може да не ти оди, кога едноставно ти така зрачиш и се што правиш го правиш од срце. Од срце, точно од четврта чакра, па одиме надоле. Да, исто така и за гледачите, топло им препорачувам на сите дами, па и на машката популација, да си направат хигиенски третмани кај своите козметолози, да не посетат сите, значи, кој каде си оди, за да може да биде кожите да им бидат спремни. Поготово тинеџерите. Да, одиме да видиме гледачи имаме, па да не чекаат. Добар ден. Добар ден. Повелете кој ни се јавува. Зденка од Скопје. Зденка, како сте денеска? Супер! Со вашава емисија прекрасно. Дали не следите од почеток, Жане, сигурно убаво ја фативте? И друг пат сум ја гледала и сега, една од подобрите козметичарки. Не е од подобрите, она е од најдобрите. Она е најдобра. Од најдобрите. Знаеш зашто го велам тоа? Навистина има многу добри и стручни, но зашто ја препорачувам Жане? Затоа што таа се стара секогаш се да биде на природна база. Значи, она што го гледаме, нема тука стресови боцкања, нема вештачки усти, вештачки јаболкници, него има навистина се природно и затоа треба посебен труд и енергија, поготово ова бисерната масажа со охридскиот бисер, тоа е навистина единствена во светот. И се разбира што ме со охридски бисер може да предпоставите како е. Жана е навистина пар екселанс. Тоа е привилегија вистина да се оди и да се... Пошто сум ја така во позрелите години, тоа е прекрасно. Е така, сега за позрелите години, сакаш нешто да ти одберам јас или ти ќе си кажеш од таму? Јас Јулија ќе оставам на вас, пошто јас сум во позрели години, нешто знае... Сакате третман за лице? Зденка, третман за лице или некоја масажа на тело? Што повеќе сакате? Па јас би сакала нешто масажа за тело. За тело, одлично. Има масажа на тело со школки и бамбус масажа на тело лице со масло од портокал. Уствари на тело и лице со масло. Так, да, тука е 2 во 1. Еве 2 во 1, пошто си прва. Жанета и вие да одлучите. Еве бамбус масажа на тело и лице, зашто имаш и лице и тело со масло од портокал. Може. Па супер. Па можем со едно одење да си направи тамо и нешто третман на лицето. Се друго да, сите услуги. Значи имате и лице. Ќе се договориме. Нема проблем. Ете така. Значи тоа е тоа. Одите кај Жане и ќе си уживате. Да. А ова ваучерот ке вас Не треба, само име и презиме. Нема потреба, Зденка, значи има нашата секретарка ги запишува имињата, вие кај Жане ќе се јавите на нејзиниот телефон, ќе ви го даде нашата секретарка, ќе си закажете кога и само со името и презимето ќе си отидете. Да, за да не се малтретирате да ги земате ваучерите од ТВ Сонце. Добро, Така ни е полесно. Многу поздрав до вас, до гостинката и навистина носите прекрасни гости. Стално ве гледам. Благодариме. Е така, поздрав. Пријатно, убав ден. Ете, Жанче. Усреќив ме гледач, навистина секогаш сакам Гледачка, да поклонам. жените се сакат. Нормално. Бога ми да се негуваат. Да, Која жена не сака да се истретира? Да кажеме дека имаш и еден ваучер за попусна обука за козметичар со 10%, така да ако некој сака, значи од овие што гледаат, да се едуцираат кај тебе, да добијат прекрасна едукација, сертифицирана, значи која што ќе биде диплома призната за овде и во светот, да се пријават, има 10% попус и да ти се обратат. Може некој конкретно да се јави за тоа. Од 15 годишна возраст, па и додека сакаат да учат, значи тука немаме, ние сме и за возрастни. Така, одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете кој ни се јавува? Маја е на телефон. Маја, како сте?
Добро, благодарам. Одлично. Повелете, имате прашање сигурно до Жанета, секако ќе си добиете ваучер. Не, само да ве пофалам, да ве поздравам. Прекрасно изгледате и тоа е. Благодариме. Не сакате да отидете малце кај Жане на третманче едно? Може. Ете, може, секако дека може. Значи, еве, бидејќи вака, можеш да одбереш, сакаш масажа на тело или третман за лице? Па, ајде масажа на тело, ето може. Да, имаш прекрасен третман со масажа на тело со школки, душа драга. Припрема за на одмор. Да, една убава подготовка. Кај Жане, значи ќе си се јавиш на телефонскиот број кај Жанета и ќе си закажеш термин кога да отидеш. Ви благодарам. Секој добро. Секој добро, пријатно. Чао. Жанче, еве си осреќивме уште некој. Значи остана уште еден ваучер, а да ни остана и овој со 10% попус, ако некој сака на вистина да се едуцира, слободно нека се јави. Овдека е ваучерот и ќе си добиете прекрасна едукација. Жане, дали имаш едукација сега или како се закажуваат, на колку време едукациите се? Да, значи ние формираме група. Сите кои што ќе ни се јават, ги ставаме на список и првиот момент кога ќе се собере одредена група, значи ние не одиме со група премногу голема. Така. Значи, за да може секој да практично да се обучава. Значи ние не гледаме да направиме тоа само колку да помине. Така. Значи, целта ни е, кога ќе го земат сертификатот од Жанета Естетик, каде и да се вработат, да имаат знаење. Значи, од 6 до 10 души. Повеќе од тоа веќе би било само бројка и само колку да се помине. Значи, теорија 50 часа, 110 часа, значи, ваква пракса, така да прекрасни третмани кои што навистина може да ги научат, што е основата на козметиката, како да го организираат салонот, како да функционираат сами во салонот, да научат, значи, депилација, педикир, маникир, масажа, се што е и третман на лице, значи да бидат комплетни козметолози, исто како да завршиле средна школа, меѓутоа со многу пракса и многу теорија. Така, затоа што знаеш сега со овој новиот начин на третирање на лицето поготово, со филери, со ботокси, едноставно некако луѓето заборавија на оние класични убави третмани и многу козметолози немаат пракса за масажа на лице, што е најважно. Јас од луѓе што да се знам како е кај тебе, но заради тоа кај тебе многу убаво што стварно е се, навистина е се природно и што масажата тебе ти е просто како заштитен знак. Токму така, значи ако немаме добра циркулација и да имаме филери, и да имаме ботокс. Значи јас тоа не го внесувам во мојот салон, значи работам на природна база. Многу почитувам и го поддржувам, секој има избор и право на, нели, да си одлучи за своето лице, за своето тело. Кај мене нема такво нешто, меѓутоа, топло им препорачувам и тие кои што имаат и ботокс и филери, да си ја негуваат надворешноста на кожата и секако орално, нели, тоа што треба да се пие колаген и да ја обрзуваат циркулацијата, бидејќи да има ботокс, да има филери, да има хиалурон, што и да има во лицето, кожата мора да се негува. Значи, тогаш они кажуваат, јас имам сега скоро ставено, да речеме, ботокс. Бидете малку повнимателни. Доаѓаат такви пациенти кај тебе? Да. Значи, бидете малку повнимателни, тазе е направено, значи, одиме со јагодиците на прстите, одиме со неабразивни, значи со маслени пилинзи, за се има решение. Ама не смее да се избегне козметичкиот третман. Само да се предупреди дека е нешто работено. Ме разбирате? Имаат хируршки интервенции, на очни капаци, на подбрадок, прават, нели, луѓето сакаат да си бидат убави, сето тоа го поддржувам. Меѓутоа ќе кажат, имам ставено или оперирано, ние одма знаеме дека ако се оперирале капаци, имаме ситен рез кој што треба со колаген да се потхрани, да се стават специјални, значи како научари, значи тоа се ние поддржуваме и знаеме како треба да се работи. Меѓутоа, топло им препорачувам и кај своите козметолози да одат, да не се плашат, значи само понежна масажа, и затоа гледаме ние нашите нови ангели, нови козметичари, нови деца кои што ќе научат козметика да бидат темелно подковани. Да знаат, не ако има ботокс, они да бидат агресивни со пилинзи, да направат нешто нестручно или да прават хемиски пилинзи, а да не знаат минутажа, да не знаат каков пилинг треба да стават во летните, затоа што има пилинзи за во лето. Има хемиски пилинзи за во лето, ама затоа треба едукација.
Така, да. Еве морам да кажам дека ти си пар екселанс за таквите едукации, обучена си, значи Благодарам, и едноставно 35 твоите... години стојат зад мене, значи навистина сум поминала од почеток, 3 салони сме биле во Македонија, а сега сме многу бројни, значи салони излегуваат нови и нови. Се е тоа во ред. За секого има нели работа, за секого, секој човек има своја звезда, водилка, Така. и се е супер, само треба да се има знаење. Затоа што клиентите не можат да речеме, пример, од Тетово, од Гостивар, од Битола, од Охрид, од било каде да дојдат во Скопје. Да. Таму има, затоа е ова мрежување. Да. Сите да Да знаат, си има и да таму си ги како се- посетуваат да. семинарите, да ги слушаат своите колешки. На секој семинар се учи по нешто што не го знаеме. И нели како медицината, ние сепак јас сум и специјалист козметолог, значи ние и сите козметичари треба да одат напред, секогаш козметиката оди напред како и медицината. Имаме нови киселини, нови третмани, матични клетки, значи има се. Жане, нешто што ми падна во око Да. и во уво се разбира и морам да те прашам, бидејќи еве емисијата веќе се ближи кон крајот, но морам да те прашам од каде дојде на идеја да го дадеш наслов на овој проект што го започна, Козметичка македонска фаланга. Знам дека си влюбена во Македонија. Знам дека си навистина жена онака што се вели со македонското сонце на чело, ама и ова ти е многу вака, како да кажам, интересно и Значи, вака сега ќе ви инспиративно. кажам, значи инспиративно е затоа што јас се осеќам жена воин. Значи јас не попуштам пред предизвици. Така. Патот е трнлив, јас така ги учам и моите ученици. Меѓутоа, ако секојдневно го постиламе со успеси, успехот е неизбежен. Така. Оваа фаланга ја посветувам на мојот татко кој што е сега горе со ангелите, меѓутоа ми дава една огромна сила да бидам силна, затоа што стално викаше жените, ние сме војници. И јас се водам со тоа. Дека јас, без разлика што и да биде, колку и да бил тежок денот, колку и да нели фамилијата има одредени побарувања, сето тоа да го избалансирам и повторно тоа што сум го замислила да го остварам. Така да ги учам и моите деца. Значи да бидат војници, али бели војници, вистински, значи да бидат чисти, честни, да ги води едноставно љубовта. Бидејќи е многу тешко во овој ваков свет како што сме, каде што има доста и негативности, да останеме чисти, честни, мудри, човечни пред се, да си подадеме рака, бидејќи паролата е само човек на човек може да си помогне. Не може некој друг да ни помогне. И затоа треба да бидеме отворени, да се вмрежуваме, да се спојуваме, да си даваме животна енергија. Кога некој ќе падне, ние да му подадеме рака и да стане. Тоа е тоа. А поддршка имаме секако и од универзумот. И од сите кои што не се со нас, а не сакаат. Имаме секако поддршка. Жане, колку убаво инспиративно зборуваше, вистински мотивационен говорник си. Ти благодарам на овие убави инспиративни зборови, слушај, зборуваше за воинственост, а ти вака облечена во розе како Барбика, од една страна нежна, од друга страна воинствена. Значи, баш буквално јинг и јанг, машката и женската енергија треба да се избалансираат. И еве да ни кажеш, дали ти се сметаш за една избалансирана жена? За крај, гледате, јас сама да се фалам, не би се фалила. Не е тоа за фалба, тоа е се доживувам како избалансирана, бидејќи цело време балансирам сите овие 35 години. И сите клиенти што ќе дојдат мораш да ги избалансираш. Токму така. Секогаш оној првично влагање е да се стабилизира и да се избалансира енергијата. Токму така, повелете, влезете, седнете си малце, земете здив, ајде да видиме има некаков проблем козметички или здравствен или што и да е. Што можам да помогнам? Така ги учам. Или емотивен, па без знаеш разлика, да ги па емоциите. имаме и љубовни проблеми. Ние сме козметолозите малку, нели, и како психолози кога ќе ни легнат на кревет, клиентите сакаат и да се нели да си имаат оддишка и на душата и на физичкото тело, меѓутоа и да некој да ги сослуша. А јас тоа можам да бидам слушател и тоа ги учам и новите ученици. Ние треба да ги сослушаме клиентите, бидејќи они доаѓаат кај нас да се релаксираат. Некој да ги мази, да ги пази, да им удоволи, бидејќи дома не можат сите домашните, нели, сето тоа да им го доволат. Ние сме тие кои што треба да ги пречекаме љубезно,
да ги испратиме љубезно, да остават негативната енергија, а да си тргнат и освежени, да, ќе речат, добро ми е, се изрелаксирам. Да, така треба да биде. Жане, јас мислам дека убаво си помуабетивме, нашиот термин истече, драга моја. Благодарам. Секогаш си добре дојдена, што да ти посакам, летото доаѓа, да си го поминеш убаво летото, да си земеш време малку и за себе и да се видиме на есен пак со нови новитети и да си ја продолжиме нашата соработка, заради тоа што навистина си една прекрасна особа и како професионалец и како човек. Благодарам за убавите зборови, секако ќе дојдам, кога и да имам покана од вас, јас со отворено срце ќе дојдам и ќе зборувам за козметиката, бидејќи ќе се повторам, живеам од козметиката и живеам за козметиката. И тоа е твоја животна мисија? Токму така, јас сум за да ги разубавам луѓето. Но убавината пред се почнува од тебе. Значи убавината зашто велат од нас, ако си ти како човек, како жена во ред, тогаш и она што го имаш и како знаење, како што го даваш и го даваш секогаш. Поздрав и до моите колешки, се надевам дека ќе имаме убави дружбини из цела Македонија, дека ќе имам поддршка и од младите козметолози, а имам. И навистина во оваа прилика, во овој момент ги поздравувам сите и секако широкиот аудиториум на Македонија кои што сакаат да да живеат во оваа наша прекрасна земја, меѓутоа и да слушаат и убави работи. Ти благодарам од срце. Најдраги мои, ова беше Жанета Џафер, најдобриот козметолог во Македонија. Посетете ја, лето доаѓа, на сите ни е потребна малце релаксација и разубавување. Вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска за денеска ги исцрпи темите. Ви посакувам прекрасен ден, прекрасна недела и не заборавајте, секако гледајте ги и нашите репризни изданија. Будење со Јулија.